Момчето што сакаше да се жени. Чита Александар Станојков. Си било едно момче терзиче. Беше врлило мерак на едно девојче. Секогаш кога ќе поминал пред портата од девојчето и ќе ја видел, ќе ја речал вака: "Оф, моме, оф, душо." Девојчето ќе му одговореше како насмеа: "Оф, моме, оф, душо, ама оф, брашно, оф, страшно." Момчето со тие збори од девојчето, наместо да му текни и да се свести оти женењето не е чака работа, тој поеќе се палеше во меракот и си мислеше оти девојчето го задева со тој збор што му го велеше оф, брашно, оф, страшно. Со денеска, со утре, разбра мајка му на терзичето ти ја заљубил таа девојка. Беше разбрала и мајката од девојчето, оти му ја замилувал терзичето девојчето. Една вечер го прашала мајка му терзичето: "Море, синче, моречето, али вистина си ја сакал девојката од вдојцата? Ако е вистина, чедо, многу ќе сгрешиш ако ја земиш. Чум ти женењето не е чака. Треба да знаеш оти жената има 99 дупки и 101 поклопки. Да, од тоа, синко, ти уште не си ми втасан. Си ми малечок и со годиње и најмногу со парички. Што имаш некоја пара, ќе ти треба да си ја клаиш во дуќанчето сермиичка. Затоа ти кажувам, синко, немој да се жениш сега, ти ќе сгрешиш. Имаш време, ќе ти бидим и ти жив, да за невестичка ќе си земиш. Која крушка без опошка да и ти без невеста вечера? Оти, која ќе се жениш, арџот ќе ти артирисат. Дошла мајка е, дошла сестра е, дошол брате, да се сакат каве, се сакат раќија, се сакат ручек. А жена ти не ќе те праша дали си извоила, ами ќе ти вели: "Мажу, донеси." И друго, ќе ти дајт Господ челат. Се родило, умрело и друго. Парч за сето се сака. Тога ќе се счудува, видиш. Вака че да слушай си мајка ти, да ако ти биди лошо, колни ме мене после. Од кога ја ислуша мајка си и се втурил и ја рекол: "Ти мори мајко, еди будала, ти толку збори ми нарече, синчим си пророк, ти ќе се знаиш она било, ова било, не знам што било. Веков санчим ти ќе го испреиш, али кол ќе закачиш? Лели имаме умирачка што сака нека бидит. Јас ќе се женам и лели ми отвори овие лакрди, без друго утре ќе оиш кај вдојцата и ќе ми ја свршиш морушето, ти да знаиш, тако ми Бога чудо ќе сторам што да се прикажуват." Од кога го ислуша мајка му терзичето, текла крдија не проговори, ами утрото појде и му ја сврши девојката од вдојцата. По брго време свадба сторија и се најде терзичето женето со марушето. Поминале 5-6 недели време и еден ден отишло момчето да ручат. Од кога се наручало, ја пуштило мајка си на чешма да му залијте една пресна вода. Во тоа време ватил да ја задеват младата невеста и, како се задевале, ја дотера до килерот покрај зидот. Еде домаќине, види што ме направи саде брашно со салтамарката." Кога чу за брашното терзичето, ја праша невестата си: "Од кое брашно си изволка, мори невесто?" "Да од вреќата што беше брашното во неа, чум ти вчера го домесив и не е истресено уште. Дарно ми текна, утре да купиш брашно, ти немаме," му рекла невестата. Кога ја чу невестата си, оти рече немат брашно, и кога се пресапи оти нема пари, веднаш беше си наумил зборот од невестата си која му велеше: "Оф, моме, оф, душо," а таа му одговарала: "Оф, моме, оф, душо, ама оф, брашно, оф, страшно." Од тој збор што рече невестата, ме извалка од брашно, се уплаши пусто терзиче и на часо ја остаи младата Марушка и си отиде на дуќан, поседе колку една недела и си побегнало на туѓина и уште еднаш назад не се вратило. Тамо кос ќе оставило.